Струга има богато историско минато кое се протега низ илјадници години. Благодарение на својата локација покрај Охридското езеро и реката Црн Дрим, уште од најраните периоди била населено место со економско и стратегиско значење. Во античко време низ неа поминувал важниот трговски пат Вија Егнација, што ја поврзувал со Драч, Солун и Цариград. Во средниот век градот продолжил да се развива, а особено во османлискиот период станал познат по својата чаршија, за најчиството и специфичната градска архитектура. Куќите покрај реката, со дрвени чардаци и бела фасада, се символ на старата струшка убавина. Античкото име на градот Струга е Енхалон, кој на старогрчки јазик означува јагола. Во тој период овој град имено не бил град, туку била мала населба, а неколку години подоцна самата населба го добива името Струга. Струга е родното место на Константин и Димитар Миладиновци, символи на македонското културно будење и просветителство. Тие со својот зборник Народни песни и со својот литературен ангажман го втемелиле македонскиот идентитет во 19 век. Денес, низ старата чаршија, калдрмата, камените мостови и манастирите како калишта, се уште се чувствува духот на старата Струга, град со душа, спој на различни култури, религии и времења. Струга е еден од најубавите бисери на македонскиот туризам, со уникатна чаршија, езерски плажи и културни знаменитости. Градот ги освојува срцата и на домашните и на странските посетители. Струга има нешто што да понуди, не е ексклузивно како Охрид, но имаме убави работи. Во случај зависи, ако доаѓаат бугарите, знаете, повеќе тие сакаат во стариот дел на градот, тоа е позади мене, да ја видат куќата на Миладиновци, сака да ја видат резиденцијата на нашиот архиепископ, кој е во Калиште на 5 километри од тука, многу убаво уредено, добра инфраструктура. Веќе патиштата се подобрени, нема дупки повеќе по тие патишта, но гледате дека и Дримот е уреден, што мене како струженец многу ме радува. За прв пат сум пријатно изненаден, целата трева ни е, кажуваме реса, веќе рачно е очистена. Што значи ќе имаме добра сезона, чиста река. Во Струга, можам да кажам, малку е останато старата чаршија, но по самите сокаци лево и десно старата чаршија имаме автентични куќи кои, еве имаме винарија која минатата година функционираше, се надевам дека и оваа година. Интересно е, странците очекуваат дека сме земја на вино, очекуваат да им дадеме такво нешто. А имаме стар дел од Струга, кој можам да речам две сокачиња, пошироки, 8 куќата на Миладиновци, стари куќи во стар охридски стил. Интересно да се види. Интересот на туристите е голем, особено за старите локации и културните споменици, но исто така меѓу првите посетувани локации се и црквите и манастирите. И за летен одмор. Тоа што Струга веќе, можам да кажам, јули почнува сезоната за летен туризам, а иначе духовен туризам има. Прво го имаме манастирот во Калиште, Света Богородица. Горе до самиот манастир имаме пештерни цркви, кои на вистина имаат баш кружни патувања за духовен туризам, можам да кажам од цела екс-Југославија, а и од македонските духовници. Струга има многу да се види. Прво град на мостови. На вистина да имате река вие, која го дели градот на две еднакви половини, тоа го нема никаде скоро. Да сте на плажа веднаш, тоа значи да не ви треба автомобил, не ви треба ништо, вие сте веќе на плажа. Секако странските туристи, мала забелешка јас имам, што Струга имаме една многу убава базилика од крајот на 4-5 век, тоа е во село Радолишта. Знам, еден албански научник имаше убава рецензија даден за тоа. Перфектно е, но не знам зашто не е активирано. Тамо лежат убави работи, интересни за Струга, а и можам да речам и доста пари за локалните жители самиот град. Црн Дрим извира во Светинаум, минува низ Охридското езеро и излегува од него кај градот Струга, на надморска височина од 695 метри. Црн Дрим ја напушта Македонија во близина на градот Дебар, на 476 метри надморска височина. На македонска територија Црниот Дрим е долг 56 километри.
Веќе неколку години 6 мај се одбележува како Ден на реката Црн Дрим. Именно овој ден има за цел да ја подигне јавната свест за заштита на сливот на самата река. Реката Црн Дрим е место за рекреација, не само за спортските риболовци, туку и за сите оние кои што сакаат да уживаат во нејзината убавина. Дримот е интересно, да се каже убави приказки. Можеме да кажеме, нели знаеме за јагулата. Ја нарекуваме свадбен пат на јагулата, кој трае процес од 7 до 10 години. Замислете вие да имате една таква риба која патува од тука, оди преко Јадранско море до Саргаско море и нивните младенчиња да се вратат назад со природен GPS. Тоа навистина го нема. Можам да кажам сега за Струга, воопшто, најинтересното е куќата на Миладиновци. Иако е таа нормално реплика на ориентален стил, сега можем да наречем охридски стил, многу е пријатна да се види. Практично домот на поезија, тамо најповеќето имаме музеи, но Струга имаме и други музеи, не само тоа, имаме музеи на препарирани животни кои навистина го нема тоа. Имаме животни кои живееле тука пред 30-50 години. Тоа е музеот на Никола Леглобински. Треба да се активира повеќе. Струга е еден од најубавите бисери на македонскиот туризам. Токму затоа туристите се полни со импресии. Струга е многу убав град, имаат природа. Охридското езеро е едно од најубавите нешта во Струга, исто со Црниот Дрим што се поврзвет. Исто така имаат и фактички градот на поезијата, од тука потекват Константин и Димитрија Миладиновци. Струга исто така изобилува со прекрасна флора и фауна. Сепак, како што спомна Теодора за самото езеро, кое што е прекрасно, изобилува и со реката која што тече низ Струга. Исто така има доста туристи и преку лето, но и вон сезоната. И исто така Струга може да се пофали со многу други активности кои што се организираат преку текот на годината. Исто така како и многу здруженија за младите и навистина е добро место кое што треба да се посети. Мислам дека е најубава што е самата природа. Само тоа? Па фактор е човек, али природата си ги има своено. Али човекот е тој што треба да се погрижи. I like everything about this town. Nice weather, beautiful river, nice lake. People are very nice. Со културни манифестации, природни убавени и гостопримлива атмосфера, Струга останува едно од најпосекуваните места за летен одмор, а сите кои еднаш ја посетиле, повторно и се враќаат.